За 3 дена фатени 2 змии отровници во паркот кај така нареченото Белско мало во Кочани. Делчо Јованов, жител на улицата 1 мај во Кочани, првата змија што ја фатил пред само 3 дена ја отепал, а втората ја фатил жива и ја ставил во голема флаша. Околу змијата имало деца кои секојдневно си играат во паркот, но за среќа не каснала никого. Доста се вознемириле и случајно присутните родители, кои кажале дека веќе нема да ги пуштаат децата да си играат во паркот, од причина што се сомневаат дека отровниците ги има во овој дел од градот. Само што се паркирав со колата пред вратата и завртев се, не ја виде ништо. И на 2-3 чекора го гледам, она веќе кај мене у дворот сака да улава. И одма реагирав се на стапче, фанав ја, шишето го на брзина наедев и ја сместил шишето без да ја повредам и она да ме повреде мене. А претходната? Претходната директно ја утепав. Цело мало се собра, дури си сите чудеа, изненадени од околината дека се оваа змија нааѓа сега. Значи, оваа змија не треба да биде таму. Треба да биде на далечина, барем 3 км од градот надвор. Кај нас у малото имаме доста маленки дечиња на возраст, да речеме, од 3 години до 10 години, кои си играат у парко и стварно е лошо. Не дај Боже, не посакувам да се случи некој немил настан. Со цел да не се случи нешто непосакувано, Јованов апелираше до комуналното јавно предпријатие Водовод да се искоси тревата во паркот за да не се кријат опасните отровници во неа. Инаку, што се однесува до фатената змија, станува збор за отровната шарка, тврдат познавачите. Се работи за шарка или пепелянка или пепеляница, како ја нашиот народ вика. Тоа е вонредно отровна змија, една од најотровните у Македонија. А за несреќа ние у нашиот крај имаме 3 отровници. Шарката или пепелянката, оскокот и коштрицата или како нашите луѓе во Соговијата ја викат коштерица. Отровот на шарката е изузетно опасен затоа што ја парализира плучата, односно органите за дишење, но колку унесреќениот брзо не биде прифатен и не добие серум, може да дојде и до тровење на крвта, може да дојде и до смрт. Познавачите апелираат посебно да внимаваат оние што берат печурки, лековити билки или децата што си играат во неокосени треви. Инаку, топлото време е причина плюс да се раздвижат влечугите. Лекарите потврдуваат дека април, мај и јуни се 3 месеци од годината кога има најмногу каснувања од змии.